Правда за Фатмата, 23-годишната мигрантка од Сиера Леоне, бара невладината организација од Италија Second 3. Во април годинава, како дел од група мигранти кои сакале од Грција илегално со помош на криумчари да поминат низ македонска територија. Таа беше застрелана од полициски службеник и Евгелија, откако претходно еден од шверцерите физички го нападнал полицаецот, обидувајќи се да му го одземе пиштолот, при што тој испукал ослужбениот пиштол куршум кој завршил кај незе. Со цел да се дознае вистината за овој настан, Македонското здружение на млади правници на барање на членовите на незиното семејство ангажира адвокати кои работат на случајот. Беше побарано да се вклучиме како организација, да го следиме процесот со цел расветлување на што се случи, под кои околности го загуби животот Фатмата. Очекуваме по завршување на истрагата да добиеме на појасна слика за околностите под кои што се случи овој немил настан. Случајот доби меѓународна димензија, бидејќи за него се заинтересирани и 20 пратеници од Европскиот парламент, кои упатиле прашање до председателот на Европската комисија Жозеп Борел за смртта на Фатмата. Дел од европратениците беа заинтересирани за случајот и беа побарани одговори од македонската влада, со тоа што нивниот интерес е малку поширок, конкретно за овој случај, меѓутоа и за генерално постапувањето на властите со мигрантите во најразлични ситуации и случаи. Од обвинителството во Македонија велат дека истрагата е во тек и по добивањето на извештајот од обдукцијскиот наод ќе биде донесен одлука за понатамошниот тек на постапката. Осомниченото лице му изречена мерка на предпазливост со врска да се јавува повремено кај надлежен државен орган и привремено му е одземена патната или друга исправа. Во меѓувреме, двајцата криумчари врз основа на признание на вина се осудени на казна затвор од по 1 година. Иако западно-балканската мигрантска рута е се уште активна, бројот на мигранти кои се обидуваат легално да поминат низ македонска територија бележи намалување и тоа за 35% во однос на 2020 година. Во периодот од 1 јануари до 21 мај 2023 година на државните граници спречени се 3518 обиди за илегални преминувања. Најголем дел од нив се спречени на границата со Грција 3048, каде е забележано намалување на обидите за 42%. Но Фатмата е само една од илјадниците мигранти кои се жртви на организирани криумчарски групи секојдневно, а кои за големи суми на пари им ветуваат на овие лица дека безбедно ќе ја поминат границата. Криумчарите им се најголем проблем, бараат во нив заштита, меѓутоа ретко кои од нив ја наоѓаат, затоа што граничниот премин со Грција се обезбедени, Фронтекс е тука, нашата полиција е на граничниот премин, ги превезуваат, што им ги зимаат парите, секогаш е различна цената. Од 1000 евра па мислам дека до 2-2.500 евра за особа. Дополнително, расте и бројот на обиди за криумчарење на мигранти. Ако во 2021 година биле откриени 64 случаи за криумчарење на 815 мигранти, во 2022 тој број бил 107. Во првите 5 месеци од годинава откриени се 29 случаи на криумчарење на 234 мигранти, а мерки на кривичен прогон се преземени против 21 лице. Македонските власти со миграцијата постапуваат на ист начин како и по завршувањето на кризата од 2016 година. Многу работи не се променети. На северната и јужната граница се уште е на сила кризната состојба, а статусот на приватно-транзитните центри на двете граници се уште не е регулиран, вели Дранговски. И ние постојано се залагаме за донесување на соодветни акти, правни акти со кои што овие два транзитни центри ќе имаат правен статус во државата, а со тоа ќе се оневозможат било какви злоупотреби и незаконски постапувања од страна на властите кога се работи со миграцијата воопшто. Бројките на лица кои што секоја година се враќаат во Грција е огромен, се движат помеѓу 20 и 40 илјади луѓе од 2016 па наваму. И сите тие постапувања мора да бидат соодветно документирани со соодветни процедури, се со цел да немаме случаи на било какви злоупотреби. Вели дека кризната состојба не е решениот и системски државата мора да пристапи кон управување со миграциите со цел заштита и контрола на тоа што представува влез и излез од државата, но и високо ниво на заштита на човековите права. За Гласот на Америка, Мики Трајковски.